Добро вечер, драги мои. Се надевам дека сте добро расположени оваа вечер. Добро дојдовте во уште едно ново издание од играта на среќа Лото 7 на Државна лотарија. Нова шанса за сите вас да станете добитник на нашата седумка, која што изнесува над 31 милион 800.000 денари. Тука ни е комисијата која што ќе се погрижи за регуларноста на вечерашното коло. Добро вечер за вас. Дали е се подготвено, господја Билјана? Да, подготвено е, направена е онаа потребна проверка за успешна реализација на вечерашното 39-то коло. Се ева најдобар ред, посакуваме многу среќа на сите играчи на Лото и Џокери, може да започнеме. Ке стискаме палци за седумка. Како што кажав, на 31 милион 800.000 денари. Започнуваме веднаш, подгответе се. Можеме да се информираме сите заедно за уплатата и фондот на добивки, а вкупната уплата за вечерашното 39-то коло е 3.675.270 денари. Има одиграно 122.509 Лото 7 комбинации. Фондот на добивки е 1.837.635 денари и фондот за седумка над 31.800.000 денари. Излакувањето може да започне, топчињата нека паднат токму сега. Ајде да видиме што ќе ни донесат вечерва среќните лото броеви. Се надеваме на седумка секако. Да видиме како ќе го започнеме ова наше најново издание, кој ќе биде првиот извлечен број. 35 е првиот лото број, запишете го бројот 35. Продолжуваме со следниот број. Следниот извлечен број е бројот 16. Заокружете го бројот 16. 35 и 16. Одиме понатаму, на ред е третиот број. Следниот извлечен број е бројот 24. Го извлековме бројот 24. 35, 16 и 24. Заокружете го бројот 26. Четвртиот лото број е бројот 26. Овој број ни носи добивки со 4 погодоци. Да видиме каква промена ќе направи следниот извлечен број. Во очекување сме на петиот број, а тоа е бројот 7. Го извлековме бројот 7. Овој број ни донесе две петки сега за сега и многу добивки со 4 погодоци. Ајде да видиме кој ќе биде шестиот број. Следниот извлечен број е бројот 25. Го извлековме бројот 25. Многу петки и четврки, шестка се уште нема, нам ни остана уште само еден број до крајот. Седмиот број е бројот 17. А овој број ни носи 4 шестки. Одлични многу добивки со 5 и 4 погодоци. Ова се среќните броеви. 35, 16, 24, 26, 7, 25 и бројот 17. Добитната комбинација за вечерашното коло гласи вака. 7, 16, 17, 24, 25, 26 и бројот 35. И можеме веднаш да го проследиме неофицијалниот извештај. Извештајот вели дека со 6 погодоци имаме 4 добивки со вредност од 119.449 денари. Со 5 погодоци имаме 93 добивки со вредност од 4.404 денари и со 4 погодоци имаме 1.575 добивки со вредност од 300 денари. А во следното коло нашата седумка ќе изнесува над 32 милиони 300.000 денари.
Честитки од мене, од целиот тим на Државна лотарија, Канал 5 телевизија, до сите оние кои што вечерва си освоја лото добивка. На останатите ќе им посакам повеќе среќа во некое наше следно коло. Пред да продолжиме со втората игра Джокер, ќе ве прошетаме малку до Куманово. Имено таму, минатата сабота направивме одлична промоција, па ајде да го проследиме прилогот кој што го направија нашите колеги од Куманово. Гледаме. Новиот инстант лост калинка на Државна лотарија на Македонија викендов е промовиран во Куманово. Голем интерес од кумановци за новата гребка која чини само 70 денари, а во игра ве очекуваат бројни парични премии од 70 до 700.000 денари. Денес имаме убав повод, тоа се овие инстант гребки, калинка и златна треска, трета серија од инстант лост за златна треска. Инаку со инстант лост за златна треска може да се освојат 585.000 денари, во прашање се 5 премии од по 585.000 денари и многу други помали парични суми, а со инстант лост од калинка може да се освојат 7 премии од по 700.000 денари. Ова се оние главни, најголеми добивки, но секако тука се и оние други помали суми кои што се дел од овие инстант игри. Јас се надевам дека ќе донесеме среќа со овие нови инстанти, односно нов инстант лост на Државна лотарија Калинка и третата серија од инстант лостот Златна треска токму во Куманово. Па ќе имаме прилика повторно да дојдеме и да се интервјуираме со новите среќни добитници. Секогаш имам убави спомени од промоциите кои што ги организираме токму во Куманово, затоа што навистина кумановци се посебни. Само тоа можам да кажам, посебни и секоја чест за нив и од срце им посакувам многу среќа во понатамошното играње. Нека се забавуваат со игрите на среќа на Државна лотарија. Сега денес уживаме со Куманово. Маријана ви раскажа веројатно за што се работи и какви стручни ситуации има на оваа тема. Значи спојуваме калинка, витамини со малце среќа, малце гребење, балкански кажано, и сето она што си го носи една добра промоција. Имаме поттикнувачи, имаме финти за олеснување на гребењето, имаме малку адреналин, откако, например, не знам, ако не е добитна гребкава, па имаме опција како да стане добитна. Мојабедов ми е се измислено, само вие треба да дојдете и да не сретнете. Овој викенд во Куманово. Идниот сме, мислам дека ќе се видиме, не ви кажувам фиксно каде, ама тука во рамки на држава, плюс што да додадам, веќе во позадина слушате. Милионер се станува само ако посакуваш да станеш милионер и малце среќа. Во чест на 15 годишнината од приредувањето игри на среќа и инстант лотарија, Државна лотарија подсетува на инстант лозот Калинка, пласиран во 2010 година, што беше прв паричен лоз во историјата на Државна лотарија. Играме редовно, секој коло, ќе видиме. Што купивте денес? Калинка, да. Само 4 за сега и лото уплатуваме редовно, секој коло. Еве, денеска во Куманово се промовира нов инстант лост Калинка, гледам сте купиле. Верувате ли во игрите на среќа? Па веруваме. Може би ако играме сигурно ќе добиеме. Дали освен гребки играте и лото? Па играм понекогаш. Мојата среќа беше 4 пати добитни лозови. Дали редовно купувате гребки? Да. Се случило ли да добиете некоја поголема парична награда? Се случило 2-3 пати. И што ќе им препорачате на граѓаните? Може да си купат и да си ја пробаат среќата. Убаво е да се верува во среќата. Откривањето на добивките е лесно и забавно. Треба да се пронедат 30 символи во полето за гребење, каде што трите калинки носат 7 главни премии по 700.000 денари и 30 износи за други парични добивки. Со калинка среќата е насекаде. Така, со калинка среќата е насекаде. Одлично проминавме пред среќното продажно место во Куманово, Павел Тобако. Едно од посреќните продажни места, со оглед на тоа што токму таму си имаат паднато доста премии од игрите на среќа на Државна лотарија. А сега продолжуваме со нашата втора игра Джокер. Се надевам дека сте подготвени за Джокерот. Одиме со краток джингл.
Можеме да се информираме за уплатата и фондот на добивки, а вкупната уплата за вечерашното коло изнесува 521.940 денари. Фондот на добивки е 260.970 денари, а вечерва премијата на джокерот изнесува над 1.490.000 денари. Извакувањето може да започне во секој миг, топчињата нека паднат токму сега. Джокер пријатели, ви посакувам среќа. За почеток запишете 0. Па запишете го бројот 6. Па бројот 3. Запишете го бројот 9. Предпоследниот број е бројот 1. И како за крај, запишете 0. Ова е комбинацијата 063910 063910. За кратко ќе го имаме неофицијалниот извештај. Извештајот вели дека со 5 погодоци имаме 2 добивки со вредност од 34.425 денари. Со 4 погодоци имаме една добивка со вредност од 34.425 денари. Со 3 погодоци имаме 36 добивки со вредност од 967 денари. Со 2 погодок имаме 314 добивки со вредност од 111 денари. И со 1 погодок имаме 2898 денари со точна вредност од 30 денари. А во следното коло нашата джокер премија ќе изнесува над 1.520.000 денари. Честитки уште еднаш до сите оние кои што си освоија добивка оваа вечер, но останатите ќе им посакам повеќе среќа во некој наше следно коло. Пред самиот крај ќе ве потсетиме на утрешното издание од нашето шоу Седмо небо. Погледнете со кого ќе се дружиме. Сега на емисија вика не е страшно, вака кога сме надвор не вика дека е така. Добро сега, малце фин да видам. Кога би била моја, кога би била моја, за тебе се би оставил. Најголемите одлуки во животот сум ги решил во 3 секунди и после тоа викам, леле, викам, ја што направив, дали требаше или не требаше да го направам. Ти живиш у облацима белим, доđi bliže da čuješ pjesmu tu. S tobom bi želio da dijelim one male poljubce u snu, one male poljubce u snu. Ето така капела на Браво! Браво, браво! Happy End Band утре вечер во 22 часот и 30 минути на Канал 5 телевизија. Довидување од мене, се гледаме едниот пат. Чао!